После 8 години битка со режимот, надевајќи дека новите власти ќе го решат случајот, бидејќи правна пречка не постои, има решение од влада, има решение од судот, надевајќи се дека новите власти ќе го решат проблемот, како што велеа животот ќе дојде во Македонија. Меѓутоа, новиот директор на Царинската управа побарува мислење од старите режимски потрчковци да ја исправат грешката. Место он да ја исправи, треба тие што ја направија грешката да ја исправат. И така се уште се влечеме со обеќање дека ќе биде нешто, ама се гледа дека ништо не бива одработено. Така. Што планирате, како живеете, како оставувате во животот? Па дишеме воздух. Како вика, дојде живот, диши воздух. Така и ние. Се уште се бориме. Притискаме од сите страни за новиот директор. Имаше обеќање од премиерот дека случајот ќе се реши. Меѓутоа, очигледно дека новиот директор, место да ги решава неправдите на луѓето, он ги аминува криминалите на бившиот режим. Прв подпис му беше да исплати 600.000 евра оштета на една фирма кај што претходните направија некој криминал. Место да го испитува тоа, да ги решава нашите неправди, кај што луѓе страдаат, он се занимава со покривање на бившите криминали. И го лаже премиерот дека ќе ја заврши работата, меѓутоа еве 5-6 месеца не го решава случајот. Па прошлиот месец ми беше така и најавено дека биле во Заводот за вработување да го реша случајот, дека готово ќе биде, само побарувале мислење од Државното правобранителство. Кое тоа мислење го добија од заменик државен правобранител за подрачјето на град Скопје Емилија Радојков, која Емилија Радојков се жалеше на мојата пресуда од 2012 година. Значи, таа што се жалеше против мојата пресуда, сега треба да ја оправа работата. И тука ми е многу смешна работа, што го доведува новиот директор во заблуда, дека и му даваат насоки да направи една спогодба, што се уште не се прави таа спогодба. Значи, остануваме на обеќањето. Што ако не ве вратат на работа? Што ако? Више нема што да бараме тука во државата. Значи, резервиравме карти за едниот месец, ќе ја напуштиме државата, сосед, семејство и така. Нема што да се бара тука, кога се боревме против режим, а фактички дека некои неправди ќе се исправат, ама очигледно дека директорот покрај мене што ме мафтосува, што се вика народски кажано, го лажи и премиерот, пошто ги имам комуникацијата со премиерот на пораки, дека ќе биде работата уште пред 1 месец работа. Тоа е, се надевам дека надлежните ќе слушнат од владата дека со овакви поставување кадровски решенија нема исправање на неправдите.